Во една од трите вили на Вила Гора, се наоѓаме во Крушево, имавме ние одблиску заедно со нас одлично искуство за тоа како изгледа да се биде дел од Вила Гора. Прекрасен персонал, а всушност една интересна и убава, семена, приказна. И како не би било така кога сме во Крушево, кога најчесто овие приказни, убави и топли во однос на вилите, во однос на смесувањето се всушност семени, убави, приказни. Мишко Христоски е заедно со нас. Мишко, здраво. Здраво, Катја. Навистина убаво се чувствуваме се уште, нели сме делот од Вила Гора. Ви благодарам за сето она што ни го понудивте како гости тука. И може ли да ни раскажеш прво на какво Крушево Мишко се сеќава, а какво е сега Крушево? Крушево од твоето детство има некакви разлики? Да, секако дека има, но прво ми е многу мило што вие супер сте поминале кај нас како не представите како добри домаќини. Крушево во мое време, да речеме, јас сум сепак нели релативно млад. Фатив да речем некое по-старо време. Се уште имаше нели санкање, имаше скијање, имаше многу повеќе снег од сега. Од сега што има воопшто. Ама по високи температури, така не беа толку многу ниски или имаше и ниски температури? Не, имаше и ниски температури и нели автоматски за да држи снегот мора да има ниска температура, не може да. Кој бил најголемиот снег што го памти Мишко? Паметите некој? Конкретно не, меѓутоа имало. Значи веќе не памтиш што имало. Памтиме сега кога нема. Така е, да. И каде се санкавте? По цел град беше стаза за санкање и за скијање. И за скијање? Па да, нормално навечер деца кои си помлад друштва се збираат, се скијаат, се санкаат. Да. Тогаш нели немаше доволно и машини да се чисти снего, немаше доволно и возила да се движат по улиците, па имаше нели услови за такви активности. Така е. Сега не видовме деца кои што. Да, сега нели за жал со светскиот тренд на миграција луѓето си селуваат. Крушево не е изоставено од тој тренд за жал. И се поретка е таа слика да се види каде што млади деца ги користат тие активности. Знаеме дека нели се технологија, компјутери, телефони и така. Да. Како тргна со приказната Вила Гора? Каде беше Мишко во приказната? Кога влезе тој во приказната? Мишко влезе во приказната многу... На самиот почеток? Да, на самиот почеток и со голема желба, заради тоа што претходно имав не бев приморан, меѓутоа имав прилика да работам во друга дејност, таа дејност не ми се допаѓаше и кога фамилија одлучи да инвестира во овај бизнис, јас радо го прифатив и се насочив кон ова, другото го се откажа. Така. Што значи да се баре или како беше просторов? Какво беше предовде да има Вила Гора 1, 2 и 3? Што имаше? Имаше семени куќи, имаше нешто? Како тргна се? Да. Прво тргна со идеја за семена куќа, долги години не беше доградена и кога дојде моментот за идејава дека ќе се прават апартмани, тоаш почна просторот да се адаптира. Со тек на време, нели, со стекнување на искуства, со нови контакти, со работки со нови луѓе и фирми, дојдовме до 3 вили. Моментално располагаме со 25 кревети, 25 соби. Секоја соба е обремена собствено купатило, телевизор со кабелска, Wi-Fi, гледате имаме лоби, бар, игротека за деца, собствен паркинг, надворешен базен, спа центар. И се трудиме секогаш да бидеме на пазарот во туризмот во Крушево на средина. Тоа е нашиот концепт. Ние имаме концепт да понудиме хотелска услуга со пристапни цени, да бидеме помеѓу хотелот и помеѓу приватното сместување. Пошто сме и први од овој тип на сместување во Крушево, ние сме пионери во апартманско сместување и се до ден денеска се трудиме тој пазар да го задржи. Така. Кога се гради се од почеток, нели ми рече семена куќа прво тргна, па после свативте дека нешто и плюс треба да се направи, нели, или да има некаков тип на хотелско сместување. Каде беше Мишко во целата приказна? Градавте заедно? Како беше се? Кога се работи за семеен бизнис, ме интересира, се делат работите или секој си ја знае својата дејност? Не, искрено ви кажам, ние сме фамилија, семејство кое настапуваме, градиме и работиме заедно. Значи, јас не би бил сега, јас ако не беше моја фамилија, да ме насочи, нели, заедно да го изградиме.
Имам помал брат од мене кој исто така е Во вклучен делот, во делот, во секој еден дел од кој го работиме. За да се изгради и да се дојде до една успешна приказна, треба многу труд, многу посветеност, многу љубов, многу разочарување. И за разочарување? Да, многу разочарување. Кога се разочаравте прв пат? Па најмногу, не, во текот на работата се Така, разочаруваме, да. нешто сакаме да го постигнеме, па сме закочени од кога од институции, кога од самите себе, кога од околина. Има се што во таа. Се што има Да. во бизнисот, да речем, во деловното работење. Значи, Вила Гора во која што се наоѓаме сега еден, таа постои 15 години, оваа вила, а другите се потоа правени како? Да, Вила Гора 1 постои 17 години. 17, добро. Да, Вила 2 постои 5 години, а Вила 3 веќе постои не цел месец. Не цел месец, тоа ви е најновото. Да, новороденче. Новороденче, да. Треба ли да се биде, не знам как се учи ли тоа каков треба да се биде како некој кој што нуди услуги. Тоа е нешто што треба да се изменаџира. Сега едно е кога така ни раскажува некој приказната, кога ќе отидеме ние на друго место, па сме туристи, што учиме, на кој начин учеше Мишко и вашето семејство, како да бидете добри домаќини? Јас мислам дека се може да се научи, доколку си има нормално и желба. Прво е желба, после иде многу труд и многу упорност. И сега доколку сакате да научите, самите гости, туристи ќе ве научат што им треба, вие само треба да ги пратите нивните барања. Така. И да сакате да ги пратите и да ги удоволите нивните желби. Така. Не е ништо комплицирано, не е ништо фантастично. Може да се постигне се со многу труд и упорност. Се постигне. Овде нема газди, овде сте сите газди и сите работници, Да, така некако му доаѓа? Точно така, да. Ние сме и газди, работници, и сместувачи, и хигиеничари, и менаџери, се. Ние сме се. Да. А туку знаете што ме интересира, како потоа се дели профитот? Како делите тоа? Имате нека волшебна формула? Да, имаме волшебна. Си на едно место? Не, секој си зема плата и другото се од фирмите. Одлично. Тоа е добар принцип, добар начин. Вашите родители веројатно сакајки или не сакајки ве задржале во Крушево. Да. Но што правиме со другите млади луѓе? Еве, младста, Мишко, како да ги натераме, вие да ги натерате или нели општината да ги натера да останат овде? Може ли да им се понуди нешто, што мислите? Да. Види се, јас благодарение на моите родители сум израснал во предприемачки дух. Така е. И затоа сум останал тука, и затоа и така размислувам и кади да би бил во светот, нормално дека исто би размислувал и би делувал. Јас би сакал да ги охрабрам младите лица во Крушево, не само во Крушево, цела држава, да не се воздржуваат од инвестиции и од следење на својот сон, што се може да се постигне. Само треба да се биде многу упорен. И да не сакаме да сме директори, туку да сакаме да ги засукаме ракавите, да знаеме дека тоа значи засукување на ракавите. Да. Мишко е овде собственик и неговите се собственици па работат. Така? Точно, да. Се дел од тимот. Не, секако, се тимот, да, секако дека секој не можеме да бидеме директори, меѓутоа може да постигнеме и да станеме директори. Ако се потрудиме, ако ја следиме таа приказна и тој момент со позитивно работење, со позитивна смисла, оптимистички гледање на работите, се постигнува апсолутно буквално се. Така е. Кога е најубаво Крушево, за Мишко? Секогаш? Да, за мене секогаш најубаво. Нормално Крушево нуди 4 сезони туристички, можеме да кажеме, за разлика од другите места туристички кои не може да се похвалат со овој факт. Крушево убаво во зима нуди скијање, Крушево во пролет нуди параглайдинг, планинарење, Крушево во лето нуди исто параглайдинг, планинарење, може вештачкото езеро се користи за пливање, за риболов. Есента си има свој момент со своите бои, природата, недопрената природа, за среќа, немаме тешка индустрија, немаме загадување. Значи имаме 12 месеци да понудиме квалитетни активности. Да. Се уште треба да се работи на оваа проблематика. Гледам дека се работи, гледам дека луѓето, општината, институциите и сите други граѓани сватија дека може да се живее од туризам и дека тоа иднина. Да, и се надевам дека Крушево веќе е препознатлива туристичка дестинација, туку ќе стане светски позната.
познат бренд по тој дел, да. по однос на туризмот. Добро, и сега што да ви кажам? Да ви кажам, ви благодарам уште еднаш што ни гостивте прекрасно. Крушево е супер, искуство во 2 дена, ќе раскажувам уште долго. Еден тон приказни, се надевам ќе ги видите и нашите гледачи. И за крај ви посакувам успешна зимска сезона, но и успешни 365 дена. Така, и следната, и таа потоа, и нови новороденчиња. Да. Нови вили. Нови вили, да. Да, ви благодарам и вас на тоа што ни бевте гости. Се надевам дека повторно ќе се видиме. Секако. Би сакал сите кои ќе не видат да ги поканам да дојдат во Крушево. Секако и во Вила Гора се добре дојдени. Така е, да. И се гледаме повторно. Се гледаме повторно, да. Благодарам.